на еден настан во рамките на НАТО самитот во Прага, председателот Борис Трајковски изјави: нашата проатлантска амбиција е долга и има длабоки корени. Требаме полноправно членство во НАТО не заради политички престиж, туку како потврда на демократските вредности, на мирот, поддржан од сите граѓани на мојата земја. Денес, 16 години подоцна, овде во Мостар, сакам да нагласам: председателот Трајковски успеа. Денес вашата, мојата, нашата татковина е во НАТО. Тоа е заеднички успех на сите кои силно веруваа во проатлантската амбиција. Во вистинскиот момент, вие бевте еден од најгласните поддржувачи на оваа амбиција. Носевме тешки одлуки за иднината, на начин како вие го направивме истото, кога тоа беше најпотребно, свесни дека таквите одлуки се во интерес на иднината, за државата и за нејзините граѓани. Велат, политичарите се мерат со дела. Според Волтер Липман, последниот тест на еден лидер е позади него, кај другите да остави волја, убедување да се продолжи напред. Таков беше председателот Трајковски. Личност која кај идните генерации ја всади волјата да се продолжи напред. Ние го следевме тој пат. 16 години подоцна, од толку чекање, тешки одлуки, покрај членството во Североатлантскиот сојуз, нашата држава е пред сигурен почеток со преговорите со Европската унија. Тука сме, бидејќи во најважните моменти председателот Трајковски знаеше дека државните интереси мораат да бидат пред се и над се. Потребата за мир, диалог, меѓуетничка и меѓуверска толеранција и социјална кохезија беа длабоко вкоренети во неговата политичка филозофија. Веруваше во демократскиот потенцијал и отворената дебата во нашето општество. Отворен за сите, без оглед на нивната припадност. За него не постоја граници. Го почитуваше секако и секого одеднакво. Даде збор дека ќе биде председател на сите граѓани и така остана се до неговиот последен ден. Затоа денес овде во Мостар присутни сме тројца представници на владата: албанец, македонец, турчин, кои не само во името на владата и не само во име на македонците, турците, албанци, туку и во име на сите наши сограѓани, бошњаци, власи, срби, роми и сите други, му даваме почит и се поклонуваме на неговите вредности, визија, храброст и лидерство. Денес тука е и делегацијата од кабинетот на председателот Стево Пендаровски, кој во тоа време беше советник за национална безбедност на председателот Трајковски. Денес во негово име е неговиот советник за национална безбедност и секако представници на армијата. Почитувани, председателот Трајковски несе хумана димензија во политичкото делување. Тој војното поле го претвори во поле каде се судираат идеите за демократско општество. Место каде се афирмираат добрососедските односи. Мејдан на највисоките етички и човечки манири. За него политиката беше морал, типично за еден миротворец и разумен политичар. Денеска сме горди што го имавме и што придонесе нашата земја да биде на вистинскиот пат, на патот на кој требаше длабоко да се биде посветен. Создаваме едно општество за сите, имаме успешна регионална соработка и добрососедски односи. Овладењето на правото и демократските вредности се наш првен приоритет. На крајот завршам како што започнав. Председателот Трајковски успеа. Благодарам.